Тоа не е причина да се укине смртната казна. Се зборуваме ако се утврди некој дека е 100% крадел. Ако имаш сумња, не можеш да го седиш човек. Значи, тоа е работа на полицијата, на јавното обвинителство. Таму да не навлегуваме. Ради еден човек, па сега, значи, направихме грешка и така натаму. Не. Во Соединетите американски држави има смртна казна. И во други држави, и во Кина има смртни казни. Оди кради таму да видиш што ќе ти се случи. Оди во Саудиска Арабија. Ајде да не навлегуваме на тоа, да не се правиме многу ние хумани. Овие државата ни уништија, животите ни уништија, стотици илјади луѓе изумреа по болниците, ради овие зверови што ги скрадија парите, наместо да имаме болници ни претворија во мртовечици, па сега ќе изигруваме хумани. Ајде, молим те. Дај веќе еднаш да се освестиме, дај држава да направиме. Кој те тера да крадиш, да уништуваш пред тебе се? Кој те тера? Ајде кажи ми. Јас ли ти сум крив што си сиромав и глуп? Кој те тера? А овие не се сиромаси, овие се политичари. Зборувам за политичарите. Амнести, па не знам што, нема бе човече за политичар, за функционер, не треба да постои амнестија, бе. Какви аболици, какви глупости, бе. Преседател на државата, кај сме да помилува некоја тешка будала што направи огромни штети. Се помилува некој што направиле некој мали криминали. Ајде да му опростиш. Така да трајче цела приказна, дајде да ни изигруваме многу хумани, дајде да си ја тераме работата, да си ја спасиме Македонија од овие криминалци, политичари, инаку тешко нас. Во извештајот на Европска унија се вели за црстување на јавна администрација, подобра организација, контроли и дигитализација. Се неопходни, а се што гледаме е длабока партизација и катастрофална администрација. Како демократи гледат на себе ова? Цело време зборуваме за некој извештај од Европската комисија, од не знам што. Абе, тоа не е најбитно. Најбитно е што ни се случува во Македонија. Јавната администрација со секоја нова влада расте. Огромно оптеретување на буџетот на Македонија. Значи, не може јавната администрација треба одма сега итно да се намалува. Ние не можеме на овие политички криминални структури да му ги плаќаме нивните гласачи. Најголем работодавач во Македонија е државата. Кај го има? Кажи која фирма во Македонија има 150.000 вработено? Како вака ќе обстаниме? Кога ти имаш некој вработен во јавната администрација, треба да му обезбедиш плата и доприноси, пензиско, здравствено. Ние колку имаме тука стварно луѓе што работат во стопанството, 500-600 илјади вработени пример. Или помалце. Имаме 330 илјади пензионери, како тие утре луѓе ќе добиваат пензија. Па како оди понатаму, ние знаеме дека ќе банкнотира тој фонд за пензиско. Здравствениот фонд ќе банкнотира. И тие се банкнотирани. Само овие лажат, земаат кредити и ја покриваат дупката од кредитите, од буџетот. Имаме буџет 6 милиарди евра, пример се изгласува и се вложува 200, 300, 400, 500 милиони за да се пополни, за да може да се исплатат пензионерите. Ги лажат пензионерите со 2000, 3000 и 5000 покачување. Значи, ние нема што да дискутираме, мене преку глава ми и тие европски извештаи. Вака било, така било. Ние тука треба да гледаме во Македонија, да се ние фокусираме, да устредиме ова што го имаме како проблем, а имаме огромен проблем. Не можеме ние да дозволиме да имаме 150.000 луѓе вработено, плюс ако нема уште 50.000 луѓе кои што се на договор на дело. Зошто? Затоа што си креираат тие гласачка машинерија. Така да веруваме ова Европска заедница, Европска унија, Европска комисија и не знам што. Тоа е све во ред од тие што кажуваат, но јас гледам како човек кој што 7 години се бори против ова зло.
Секоја година, секој 3 месеци, се повеќе и повеќе луѓе се вработуваат во јавната администрација, тоа е неверојатно оптеретување на буџетот. Наместо парите, пак ќе кажам, наместо да се намала 50, 60, 70%, денес имаме врвна технологија. Колку ти треба во една канцеларија? 30 души. Доволно се може да тројца, 24 има компјутери, има нова технологија каде што нема потреба толку вработени. Тие луѓе треба додати да се вработат во фирми, фабрики. Зато стално зборувам, дајте луѓе да се отвараат фирми, фабрики. Не можеме ние 30 и нешто години една хидроцентрала или една централа немаме за електрична енергија, а купуваме, увезуваме струја. Зошто да се богатат трговците? И за да можат политичките криминални структури да земаат доста пари од нив и се разбира да не зборувам и други бенефиции што имаат трговците со примереве со електрична енергија. Да не продаваат струјата дупло, кога можеме ние да си имаме наши електрани. Нека инвестира државата, нека биде тоа на народот, на државата. Зошто да не? Тие се капитални проекти, исклучиво важни, без енергија, без производство на собствена електрична енергија не можеш да одиш напред. Кога се покачува цената на електричната енергија, се покачува цената на производите, од храна, облека, за домаќинство, се покачува. Лекови, затоа што тоа е све поврзано. Шо поскапа струја, толку поскап производ. Ние што имаме на власт? Имаме луѓе кои што се научени кај се тендерите. И затоа јас се чудам и се прашувам, голема група на луѓе, 60% и повеќе, 50% и повеќе проценти седат дома и не излегуваат да гласат. Она што реков, ние се лютиме се, на никој не веруваме, апатични сме. Абре, луѓе, излезете, гласајте,